Почитувани, СДС трети ден не се дистанцира од ставовите на учесникот на шарената револуција Никола Шиндре, искажани преку колумна кој најде на поддршка кај одреден број на учесници на шарената револуција и поддржувачи на СДС, во која се релативизира педофилијата и повикува на омекнување на законските санкции кон педофилите. Јавноста е згрозена од основната цел и теза на надписот во одбрана на најмаргинализираните сексуални заедници, децата кои сакаат да имаат секс и децата кои сакаат да имаат секс со возрастни. Неосудувањето на ставовите за поддршка на педофилијата од страна на СДС значи прифаќање на ваквите ставови. ВМРО-ДПМНЕ нема да дозволи ниту еден чекор кој ќе значи намалување на казните за педофилија. Ваквиот став мора да се осуди. Осуда и потврда за ставот околу казнивоста на педофилијата очекуваме и од останатите политички и општествени субјекти во Република Македонија. СДС како политичка партија која води владата на Република Македонија мора да се дистанцира од ваквите ставови на Шиндре и неговите поддржувачи од шарената револуција. Кочо Андоновски, Румена Божаровска, Ирена Цветковиќ, но и новинарката Билјана Секуловска. ВМРО-ДПМНЕ силно се спротивставува на обидите да се релативизира педофилијата и да се омекне законската санкција за истата. Педофилијата е опасна за општеството, го загрозува животот и безбедноста на децата, но и на сите нас. Истата има несогледливи последици за понатамошниот раст и развој на децата жртви на истата. Педофилите се зло кое државата е должна да го сузбие. За таа цел владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ состави регистар на педофили, со што и овозможи на јавноста да се информира за лицата кои представуваат опасност за нашите деца. Децата, семејството и семејните вредности мора да бидат заштитени од нападот на неморалот. Уште еднаш го повикуваме Ала Ѓозовски јавно да ги осуди ваквите ставови и во иднина, како министер за култура на Република Македонија, да учествува и да поддржува настани кои одат во прилог на поголема културна едукација и развој на граѓаните, а не настани на кои како говорници се јавуваат луѓе со искривени морални сваќања. Ви благодарам.